Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, почитуван министре за транспорт и врски Сугарески, моето основно прашање поврзано со овие две точки, прво ќе ги прочитам, а после тоа ќе го кажам. Значи, велите предлог на закон за измени и дополнување на законот за интероперабилност во железничкиот систем. И второ, велите предлог на закон за изменување и дополнување на законот за железничкиот систем. Во ред ќе имате, не знам, измени во делот на прописи, казни и така натаму и така натаму. Да ве прашам нешто, господин Сугарески. Вие свесни ли сте дека Македонија останува без железнички сообраќај? Вие не гледате ли како министер дека ние укинуваме во ваше време, во време на оваа влада на Зоран Заев, укинуваме линии кои што во Македонија постоеле 150 години? На што не е редуциран железничкиот сообраќај во Македонија? Да ве прашам, Сугаревски, дали укинувате, дали Македонија остана без меѓународни линии? Па, ако гледате меѓународна линија Скопје-Солун, таа е уште во 19 век отворена, 1870 и некоја година, 1880 година. Сега вие ги укинувате тие линии. Значи, ве прашувам, министер Сугаревски, вие тука ни велите предлог на закон за интероперабилност во железничкиот систем. Велите измени и дополнување на законот за железничкиот систем. А кај ви е железницата? Македонија останува без железница. Се укинуваат линии кои што постоеле 150 години. Господине Јован Митревски, вие може да се смеете, вие може да се подбивате, но разговарате и зборете со луѓето што работат во македонски железници. Се фаќаат за глава луѓето, не знаат што ќе се прави. Во време кога Европа и светот секој ден размислуваат за брзи железнички линии, за хипербрзи конекции, каде што пространство од 200, 300, 400 километри се преминуваат за 1 или 2 часа. Кои ви се вложувањата во Македонија? Еве, кажете, Сугаревски, тука, во делот на железницата, што имате направено 3 години наназад? Имате секој ден редуцирање. Како и во секоја можна област, имате катастрофа. Благодарам.